Предстојат празници и више килограми. Повеќе дневното обилно јадење и дружење со креветите можат на секого да му донесат по неколку килограми повеќе. Ова за многумина е вистински ризик. Големиот внес на калории и на масноти кој може да биде опасен за кардиоваскуларниот систем, особено кој оние пациенти кои веќе е помалку оштетен, подоштетен или кои имаат веќе хронична болест, кај нив внесувањето нагло на големи количини на масти може да го зголеми ризикот од акутен инцидент, односно од типот на напади, на удари и слично. Со многу леп, месо, калорични мајонез, салати и благо, наедноставно се стигнува и до 1 килограм повеќе на ден, без тоа да се почувствува. Секако, откако ова ќе се повтори неколку дена, се стигнува до празничните 3 до 4 килограми повеќе. Што потоа со нив? Генерално може да кажеме, помал внес на калории и поголема изнес преку физичка активност апсолутно е формула за слабење. Нормално, не сите ќе се дружат само со масите и креветите и тоа е добрата страна. За после јадење треба добро пешење. Ако не се пеше човек, не може, ќе земе многу кила. Повеќе да се движиме нормално, отколку да седеш да пиеш и да јадеш превише. Ова би било одлично доколку го применуваат сите, но празничното предупредување стигнува и овој пат. Со храната да се внимава.